Република Македонија може да биде погодена од нов бран мигранти и ќе биде една од најзасегнатите од евентуалното пробивање на нови нелегални мигрантски рути, изјави министерот Оливер Спасовски во своето обраќање на конференцијата на министри за внатрешни работи во рамките на Салцбуршкиот форум во Будимпешта, посветена на нелегалната миграција, миграцијскиот притисок и актуелната ситуација долж западно-балканската рута. Спасовски ја потенцира и можната злоупотреба на мигрантските рути за инфилтрирање на екстремисти и безбедносните проверки на мигрантите долж западно-балканската рута. Соочени со новите безбедносни феномени, целокупните безбедносни капацитети на нашата држава во континуитет се насочени кон спречување на заканите и опасностите кои произлегуваат од поддржувачите на тероризмот, фокусирајќи се на превенција и спречување на финансирање на терористичките активности, следење на сомнителните трансакции, спречување на перењето пари и можно регрутирање на потенцијални извршители на терористички активности во земјата и странство. Со цел воспоставување подобра контрола и спречување трансфер на потенцијални терористи меѓу мигрантите, министерот за внатрешни работи посочи дека е потребно воведување унифицирани механизми за превенција и контрола, размена на информации, водење заеднички случаи преку заеднички тимови и формирање заедничка база на податоци. По најавите за можност големување на бројот на бегалци летово, останува отворено прашањето дали Брисел ќе изврши притисок врз новата влада да прифати отворање бегалски камп во Македонија. Еврокомесарот за миграцијски прашања Димитрис Аврамопулос неодамна изрази надеж за разговори со новата влада за прием и подолго сместување на бегалци на македонска територија. Аврамопулос не сакаше да потврди дали Европската унија стои за изградба на голем бегалски камп за прием на повеќе илјади бегалци во Демиркапија, но не негираше дека Брисел планира да започне разговори со новата влада за помош во преселбата и разместувањето на бегалците. Информациите за можно отворање на бегалски камп во Демиркапија неодамна беа причина за протести во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, кои побараа распишување референдум за бегалскиот камп во Демиркапија.